Да си кажеме добре дојавте. Во Македонија институциите треба да бидат столбот на демократијата, но како да функционираат кога некои од нив со месеци, а други со години работат без раководители на клучните позиции. Народниот правобранител е без доволен број на заменици од 2021 година. Нема председател, односно нема народен правобранител, институцијата омбудсман од јули годинава, исто како и антикорупцијската комисија, односно Државната комисија за спречување на корупцијата, која е без председател од исто така јули годинава 2025. Што значи ова за владењето на правото, за доброто управување, за демократската контрола? За ова во продолжение ќе дискутираат универзитетскиот професор Борче Давидковски, професор и експерт за управно право, и Ирена Бојаджиевска, истражувач од Центарот за управување со промени. Добре дојавте во студиото на Телма. Добро најде. Колку е оваа ситуација кога две клучни институции, би рекол, се обезглавени на некој начин? Колку ова го загрозува демократскиот амбиент во Македонија? Повелете. Мислам дека само се кажува, ова е само уште еден доказ, се фактички извештај што го имавме од Европската Унија као независен извештај. Точно борбата против корупцијата стана рак рана на нашиот систем, исто и заштита на човековите права. Значи, двата столба, двата органа кои што се надлежни за борба против корупцијата, иако ние имаме и државни класични органи, имаме подпредседател на влада кој што е за политички систем, добро владење, против корупција и така натака, имаме полиција, имаме финансова полиција и така натака за борба против корупција. И овие условно речено независни органи кажува дека ние толку водиме сметка за заштита на човековите права и слободи, особено пред органите на државата, пред органите на управата, пред судовите и така натака. Тоа кажува дека ние едноставно со овие политички пазарења што се прават, едноставно не можеме да најдеме вистинско кадровско решение и за народен правобранител, еве сега најверојатно и за председател на ДКСК, со што уште повеќе политиката се вовлекува во овие органи кај што не би требало да биде. Ние, например, кога го ставивме народниот правобранител или омбудсманот, ние имавме искуствата 150 години од скандинавските земји, каде што таму е чест да се биде омбудсман, по правило бивши уставен судија, управен судија, адвокат со интегритет и така натака, кај што партиите воопшто не можат, власта воопшто не се меша при неговиот избор и тој со својот авторитет кога укажува на некои аномалии, кај што граѓаните, например, им се повредени одредени човекови права пред органите, особено пред органите на извршната власт, и тие дури и соодветниот министер мора оставка да даде ради авторитетот на омбудсманот што укажал дека е сторена одредена повреда. Кај нас веќе го сведевме на партиски ниво и сега се гледа, еве при самиот избор за омбудсман и така натака, едноставно партиите се тие кои што ќе одлучат и која ќе биде личност и така натака, дали има криминалитет или нема, дали е познат правник, заштитник на човековите права, и релевантно е, битно е да го постави партијата и тоа е. Бојаджиевска, колку е клучна, односно критична оваа институционална празнина што ја споменавме, не само во Народниот правобранител за кој зборуваше професор Давидковски, туку и за Комисијата за спречување на корупција. Уште повеќе. Овие две институции кои што ги споменавме се линк на граѓаните со нивните права и доброто управување. Народниот правобранител, како што каже и професорот, е всушност оној механизам кој што постои секогаш кога граѓаните се осеќаат дека се обесправени, дека администрацијата затаила во својата работа, превземала или не превземала соодветни действија и на тој начин им ги повредила човековите права.
Така што самите граѓани, народниот правобранител со години наназад, колку што тој постои кај нас од 97 наваму, го препознаваат како институција каде што треба да се обратат доколку оценат дека некое нивно право е лично загрозено заради неуспешното излегување во пресрет на државните институции. Од друга страна, Државната комисија за спречување на корупција исто така во изминатите години се наметна како многу битен фактор во нашето општество, како една влезна порта, односно адреса каде што граѓаните сметаат дека можат да се обратат, воведен и законот за свиркачите и така натаму, или институција во која што граѓаните да на некој начин гледа надеж и спас дека некој системски институционално ќе се справува со она што сите лично не засега, тоа е корупцијата. И со самото тоа што овие две институции, како што спомнавте во вашата најава, од јули месец се без прв човек, ние покажуваме една многу незаинтересираност за овие права на граѓаните кога оставаме такви институции без клучни функции, заради тоа што државната администрација, односно стручната служба во тие институции има ограничени надлежности, колку можат тие самите да ја вршат таа работа без да имаат прв човек во институцијата. Така, Европската комисија во последниот извештај за напредокот нотираше дека земјата нема никаков напредок во борбата против корупцијата, а обвинението поднесено против претседателката на Државната комисија за спречување на корупција, што резултираше со незината оставка во јули, го довело во прашање кредибилитетот на институцијата. И прашањето е колку може да биде ефикасна комисијата без претседател, без прв човек. Може ли да си ја обавува? Комисијата формално правно може да работи бидејќи он е колегијално тело, но сепак претседателот има одредени функции, надлежности кои што треба да свикува, раководи, подпишува одлуки и така натака. Комисијата во моментот работи, колку што знам, и бидејќи со мнозинство одлучуваат со мнозинство гласови, но во секој случај сега претпоставувам заменикот ја представува комисијата, но во секој случај многу е битно на таква институција првиот човек на институцијата да биде присутен. И голема тежина и на одлуките и на актите кога они идат во јавноста, кога ги соопштуваат, голема тежина ќе даде кога претседателот на комисијата ќе ја соопшти одлуката, а друго е кога заменик или некој друг член од комисијата. Сега во тек е избор, како што реков, утре и задутре во парламентот треба да се извршат интервјуа со кандидатите пријавени за претседател на антикорупцијската комисија. Комисијата формирана за избор е составена од 7 члена, меѓу кои е и еден од двајцата преостанати заменик народен правобранител. Другите си замина, им истече мандатот или се пензионира, и сега народниот правобранител, омбудсманот, односно институцијата, функционира со двајца заменици, од кои едниот е член на комисијата за избор на претседател на антикорупцијска комисија. Меѓутоа, според член 12 од законот за антикорупцијска комисија, членот што учествува во изборот на претседателот на антикорупцијската комисија од омбудсманот треба да го номинира народниот правобранител лично. Так. Зибери не го стори тоа пред пензионирањето. Дали изборот на нов претседател на антикорупцијска комисија ќе биде легитимен и легален ако Илбер Руфати како заменик народен правобранител, кој самиот се номинираше како член на комисијата за избор, го гласа? Бидејќи се работи за комисија, они ќе гласат и во комисијата за што ќе биде, но во секој случај ќе остави една флека, една дамка на самиот избор, бидејќи подобро е представникот од народниот правобранител воопшто да не се појавува во работата на комисијата, според мене, подобро е комисијата да работи без еден член, односно без номиниран член од или народниот правобранител или од него овластено лице, заменик или било кој друг, он ќе го овласти да присуствува во работата на комисијата. Подобро е да не присуствуваат, отколку да присуствува, па утре некој од кандидатите кои што се незадоволни може тоа да го оспорат. Таа одлука може да се оспори. Значи може да биде оспорен изборот на претседател на државна антикорупцијска тоа може да комисија. Најелегантно решение во моментот е тој да не присуствува, едноставно комисијата да работи без тој член од народното правобранителство.
Центарот за управување со промени направи анализа за работата на омбудсманот. Во моментов, како што рековме, има само двајца заменици, недостиг од 8 заменици. На некој од нив мандатот им е истечен, односно по природен пат, по пензионирање, по основна пензија, народниот правобранител не е комплетен од 2021 година наваму. Колку тоа ја компромитира способноста на оваа важна институција да ја обавува својата основна задача, односно да ги штити правата на граѓаните кои имаат повреда на некој нивно право од страна на некој орган на државата? Целосно ја инхибира институцијата. Анализата на Центарот за управување со промени покажа дека омбудсманот годишно помеѓу 2.500 и 3.500 приставки од граѓани разгледува. Значи, стручната служба која што има 72 вработени, совесно и ефикасно ја врши својата работа, иако се според нашите наоди недоволно екипирани, па 15% од овие случаи секоја година одат во наредната година. Меѓутоа, немаме можност да си дозволиме таков луксус една ваква институција предолго време да се бави самата со себе, бидејќи треба да се бави со граѓаните. А ние во ваква позиција, ставајќи го народниот правобранител, излегува дека цело време се окупирани со тоа што не можат да си ја вршат функцијата заради недостатокот на раководниот кадар. Сите други пропусти надолу кои што се, да речем, излистани во таа анализа, токму за таквите функции на народниот правобранител се врзани. Заради тоа што ако една ваква институција оставиме предолго, без можност истата да постапува по претставките, да ги носи своите одлуки, да ги советува институциите на кои што се однесуваат пропустите кои што таа ги наоѓа во нивното работење врз основа на таквите претставки од граѓаните, доведува до подривање на довербата на граѓаните во воопшто оправданоста на имањето на омбудсман во државата. А ние без таква една институција паѓаме веднаш на многу пониско ниво во демократските процеси. Самата институција омбудсман е огледало за доброто управување. Секаде каде што е инсталиран концептот на good governance, значи добро управување во сите светски, а пред се и во европските држави, нивното функционирање е врзано со омбудсманот. На ниво на Европска унија постои Европски омбудсман кој што веќе се труди да ги стандардизира сите процеси на европските институции, значи се води сметка за квалитетот на услугите кои што ги даваат, на начинот на кој што постапуваат. Тоа им служи нив како основен фидбек што го добиваат од граѓаните, дали се или не се задоволни од тоа како функционираат нивните институции. Ако ние немаме можност да дадеме таков фидбек кон народниот правобранител и тој да ги опомене, советува нашите институции, значи дека на нашите институции не име, тоа е сликата што ја ставаме, не им е важно колку се граѓаните задоволни од нивниот перформанс. Еве како што речи Давидковски, европски искуства познаваат министри да се повлечат по укажување на народен правобранител. Кај нас за жал тоа не се случило. Ниту пак некоја институција многу се вознемирила поради некој наод на народниот. Има институции кои што на укажувањата на народниот правобранител воопшто не одговараат. Има одредени министерства со години не им одговараат. Така толку ги есапат. Уште еднаш сакам да повторам. Тука ние мислам дека во Македонија направивме една голема грешка. Тука треба ние да земеме непартиски човек кој што ќе ја води оваа институција. Партиите треба да си земат и една од големите грешки е, мислам, што за изборот на народен правобранител се треба голем бадентер, односно двојно гласање. Тоа значи дека секој пат треба да ќе биде народен правобранител некој од помалите заедници што живеат во државата. Меѓутоа тој закон од 2003 година и таму не пишува дословно дека тој треба да биде партиски член. Таму пишува дека треба да биде исто така истакнат правник. Ако земете сега кај нас, пошто е све пазар, као на голем бадентер, мал бадентер, гласање ово, нема шанси да помине човек кој што не е партија некоја не стои зад него. По мене, можда по ова, зашто некој голем авторитет, еве македонец да биде авторитет кој што не е партиски врзан, зашто да не биде народен правобранител? Мислите дека тој нема да се залага за заштита на правата на сите граѓани на Македонија? Тој е за сите граѓани, а не на помалите заедници што живеат во државата. Но еве веќе претходниот 2 мандата, овој што му истече мандатот 2 мандата и најверојатно наредниот, они
затоа и не го бират. Немаат најверојатно голем бадентер. Дали станува збор за прашање на политичка волја или пак проблематичност од аспект на избор поради двојниот бадентер кој што велите, бидејќи според роковите во Законот за народен правобранител, мислам дека е член 6, собранието треба да распише оглас и да избере народен правобранител или заменеци најдоцна 3 месеци пред истекот, значи пред истекот на мандатот на актуелниот состав, односно на тој што ја обавува тогаш функцијата. Ако собранието не ги почитува овие рокови, постојат некакви правни механизми да се реагира или граѓански притисок само, или што ни останува? Ништо, да чекаме да не останува, бидејќи се е во рамките на собранието. Собранието треба да си најде политичките партии, мнозинството во собрание треба да најдат човек, треба да се обезбедат мнозинство а штом тоа го најдат, тоа верувајте дека многу брзо ќе се помине. Дури имаше и набележани некои личности кои што треба да биде следен народен правобранител, но бидејќи го нема тој големиот бадентер, второто мнозинство што се бара, мнозинство од припадниците, од пратениците кои што се од помалите заедници, и затоа не го стават на дневен ред. Едноставно не ја спроведуваат процедурата. Ако го има тоа мнозинство, веднаш ќе го изберат. Али повторувам, не треба човек со авторитет, кој што покажал нешто за заштита на човекови права, бидејќи тој авторитет укажува на органите на извршната власт. А не некој партиски војник што ќе го става таму и затоа они не ги есапат извештаите на народниот правобранител. Како што вели професорот, не ги есапат извештаите на народниот правобранител, нивните укажувања, институциите не се вознемируваат многу ако некој од нив го прекршила правото на одредено право на граѓаните. Зошто тогаш овој застој во работата? Зошто собранието не си само поради бадентер, само поради таа проблематичност на политичките пазарања, или нема волја во политичка волја во општеството на ова ниво од нашиот цивилизацијски развој да се зајакне тој граѓански сектор преку силна институција омбудсман? Да, точно ви е прашањето. Нема волја. Тоа е вистинскиот одговор. Не се работи овде и само за личноста, значи тоа што го кажа професорот секако стои. Меѓутоа, ако земеме во предвид од истражувањето на Центарот за управување со промени за работата на народниот правобранител, дека годишните извештаи на народниот правобранител толку доцна се усвојуваат во собрание, праѓаат буквално проформа, што нивните забелешки кои што се однесуваат не стигнуваат да бидат имплементирани во работата на другите институции. Што значи дека тие само може од година во година да се повторуваат без да дадат никаков ефект. Че треба да размислиме и каква моќ му даваме на народниот правобранител. Пред се почнувајќи од собранието каде што се читаат нивните извештаи, препораките и колку после тоа институциите постапиле по нив. И истото прашање кога станува збор за антикорупцијската комисија. Дали ваквите случаи кога комисијата е оставена без председател со месеци, создава перцепција дека државата не сака ефикасна борба против корупцијата или пак дека едноставно немаме капацитет за тоа? Знаете што? Кој е вашето толкување? Мислам дека кај антикорупцијска комисија е системско прашање. Изминативе 5-6 години се бев член на работна група на овој законот за спречување на корупција. Уште пред ковидот се формира стариот состав на комисијата, бараше ради одредени нелогичности, бараше да се изврши измена на законот. Не може, например, некои термини што потесно, пошироко семејство кој опфаќа, кој треба да поднесе тие прашалниците, анкетните листови и така натака, што има уочени слабости во своето работење и сака измена на закон. Фати ковидот и така работеше комисијата, потоа се смени тој состав на комисија, дојде новиот состав на комисија, продолжија сега работата, па јас реагирав бидејќи требаше да се направат некои измени 10%. Веќе измените поминаа 40-50%, јас реков ова веќе не е измена на закон, измена и дополнение, туку треба нов закон. Па ајде сега на нов закон да се иде и на последнава година што се работеше, овој новиот состав на комисијата, многу интересно, на секој состанок на комисијата што го пишувавме законот, праќа посебен член. И сега ќе дојде еден член нов, ние го усвојуваме записникот од претходната седница, тие што сме ги утврдиле членови, кажува ја не се слагам со тоа или комисијата не се сложува со тоа. Па
повторно пишување. Тоа многу несериозно покажа, но што е идејата? Цело време јас им укажував и на крај дигнав раце. Не може кај нас очигледно. Секој орган сака власт. Пред се, антикорупцијска комисија е превентивен орган и треба да има превентивен карактер. Не смее да биде репресивен орган. Они сакаат да излезат на телевизија да каже Борче Давидковски е корумпиран, толку да го осудиме и тоа да се изврши. Тоа не може. И си има други органи кои што они треба само да укажат, а други органи кои што треба да спроведат постапки. Тоа дури си воведоа и успеа во законот имати прекршочен орган и кај нив, на пример, оној кој што не дај Боже анкетниот лист на прашалникот него пополни, од автоматски 500 евра казна од нивната прекршочна комисија добива. Ајде уште малку околу овие обезглавени институции, што е по едно прашање, потоа би сакал ги генерално за реформата на јавната администрација во која сме исто така заглавени со децении. Има ли законска измена која би спречи, можна ли е, постојат ли европски примери или нешто што би сугерирале за да се спречи во иднина вака институциите да висат без клучни раководители или да бидат обезглавени или да бидат оставени без членови за да можат полноправно и ефикасно да ја обавуваат работата, на пример, да се воведат, да се предвидат задолжителни рокови, некакви автоматски постапки, има ли нешто да се предвиди или пак некакви функционални санкции за парламентот ако Има разни решенија. На пример, мандатот на комисијата да трае, на пример, до избор на нов состав на комисија, бидејќи ако не може да се испазара да изберат нов состав, стариот состав да продолжи да работи. Ние идеме се со фиксни рокови. Толку му е мандатот, ако му истече мандатот, нема никакви надлежно и така натака, но воглавном барем за овие тела, што условно речено граѓанскиот сектор, човековите права ги покриваат во сите западни демократии, дури и многу се води сметка за изборот на кандидатите и повторувам, многу се иде на стручноста и компетентноста кои што ќе бидат членови и во едната и кај омбудсманите и кај комисиите што се за спречување на корупција, зашто нека имаме и повереници, не мора цела комисија во нека има различни пракси во различни земји, но сепак секогаш се зима човек со авторитет, по правило непартиски, кој што граѓаните му веруваат, а извршните органи мора да го почитуваат неговиот авторитет. Тоа е многу битно. Ние, за жал, 30 и кусор години не успеавме таков орган да направиме во нашата држава. Или некога би сугерирале неколку наитни реформи за омбудсманот, ако сметаме дека ќе бидат избрани замениците и народен правобранител, кои би овозможиле поголема автономија и поголема сила на омбудсманот? Дали станува збор за дигитализација, на некакви јасни индикатори, други, што би сугерирале како истражуваш во Центарот за управување со правила? Прво и основно нашиот народен правобранител во телата на меѓународно ниво кои што се здружени за мониторинг на човекови права е со статус на обзервер, односно категорија Б. Таму има јасно утврдени критериуми кои што нашиот народен правобранител како институција треба да ги исполнува. Така да јас од тука би почнала да како по примерот и на останатите народни правобранители во регионот да успееме да влеземе со полноправно членство, не како обзервер, односно народен правобранител од категорија А. Исполнувањето на тие париски критериуми е јасно наведено. Тој го бараше омбудсманот, меѓутоа парламентот него. Па не е поминат уште законот. Така да повторно на тоа се сведува. А што се однесува до самото внатрешно функционирање на омбудсманот, јасно е дека му треба кадровска доекипираност, јасно е дека е потребен мерлив начин на утврдување на слабостите на институциите. Во моментов имаме само некоја, да речам, округла или земено статистичка бројка какви типови на случаи обично достигнуваат до народниот правобранител. Меѓутоа, што се случува после тоа со нивната категоризација и степенот на нивното постапување по забелешките од страна на народниот правобранител кај институциите не е многу јасно истакнато во нивните извештаи. Им треба секако многу поголема и кадровска
финансиска независност за да можат автономно да функционираат и поголем и посилен авторитет кој што дефинитивно со обезглавување на институцијата не можеме да го стекнеме. Кога станува збор за европските примери, познава ли Европа некоја земја членка на Унијата, институција, тело која се бори против корупцијата, чиј избор е поместен од собранието надвор за да се зголеме низината независност, ефикасност, да биде тело кој ќе го вклучува алармот, нема да санкционира, туку ќе предупредува, меѓутоа да има поголема доверба во јавноста генерално и дали тоа во Македонија е применливо, дали кога председателот на антикорупцијска не би се бирал во парламентот и од парламентот би имал поголема ефикасност. Видите, различни се искуствата, но повторувам, битен е кандидатот човек, луѓето се битни. Во западните демократии се иде на стручност и компетентност кај овие органи. И таму е изузетно јак граѓанскиот сектор и кај нас е до душа, но и таму они не можат да стават некој партиски војник или партиска личност која што ќе се грижи за заштита на човековите права. Повторувам, се бара исклучителна личност која што може да биде. Тоа е чест да се биде народен правобранител во овие земји. Или медиатор во Франција, кој што се вели и така натаму, или посредник помеѓу граѓаните и собранието и власта и така натаму. Значи имаме разни модели, но повторувам, многу е битно ние условите кои што ние ги имаме критериумите, но битно е не е доволно да кажете дипломиран правник, на пример 10 години работно искуство и така натаму, или професор по право. Секој професор по право не значи дека може да биде народен правобранител, но треба да биде човек со искуство и со интегритет. Ако тоа го успееме, добро, ако не, повторно пак. Така, во текот на летото беа донесени два закони што ја доуредуваат работата на јавната администрација, закон за државни службеници и 4. Добро, да. 4 закони. Сам да бидеме прецизни. 4, добро. Еден од нив е одлучено дејство има 2027 за академијата. Значи прво се донесе закон за инспекцијски надзор, измената така? Во мај, па во јули се донесе закон за вработени во јавниот сектор, закон за административни службеници и законот за обука, за спроведување на обука во. Тоа беше поздравено од Европската комисија, меѓутоа ете во извештајот повторно се укажува на забрзување на процесот на реформата на јавната администрација, односно се бара поефикасно тоа да се тера и ако гледаме наназад, веќе повеќе од 2 децении Македонија е во таков процес на реформи на јавната администрација. Прашањето било зошто сме заглавени во тоа? Каде е коренот на проблемот? Немаме политичка волја. Никој пат немало. Значи, ние почнавме со реформи во 99-та година, кога донесовме првата. Ова може да 2 емисии да спороведа. Ја 43 години со ова се бавам, ама ајде да си заради гледачите. Значи, формално, правно, ние ги исполнивме сега одредени критериуми, затоа извештајот веќе не е јавната администрација оставена по страна. Нема такви како за корупцијата и сериозни забелешки. Формално правно, значи донесовме 4 закона, се иде на мерит систем за примање во администрацијата, за оценување, за обука на администрација, што е многу голем придобивка. Ние за 400 суди и обвинители и 400 обвинители имаме посебна академија за обука, а за 150.000 административци немавме никако некој сектор у министерството со еден вработен. Значи, ова е добро. Сега ќе видиме политичката волја и ова е еден дел, да се разбереме. Ова е само еден дел од реформата на јавната администрација. Ова е што би се рекло она за човечки ресурси, за вработените. Вториот дел, што е по мене многу побитен, кој ќе земе да се чепне законот за организација и начин на работа на органите на управата, тоа е двотретински закон се носи, каде што тука се министерствата и нови, ние само менуваме козметика право 16, 19 министерства направивме и така, но да се разграничат надлежностите меѓу едни и други, кај што имаме дуплирање на надлежност, кај што имаме
пренатрупана администрација. Едни исти луѓе работат у 3 министерства, иста работа. Тоа треба да се разгледа. Тоа е веќе вториот и најбитниот дел на реформата. Кога тоа со вработените кои што ќе влезат со мерит системот, а не као партиски лепачи на плакати да бидат примани, кога ќе дојдат стручни и компетентни лица, но на орган кој што знаеме ние да го препознаеме кој за што е надлежен. Добро, велите овие 4 закони се добра основа, меѓутоа ако има закон, зошто е потребна повторна политичка волја? Па да ги спроведе некој. Аха. Значи политичка волја треба, зашто ние цело време збори имаме 100 стратегии донесовме, зашто меѓутоа ако не се почитува закон, ако не се почитуваат стратегиите, ако не се сака да се крати на пример, да се земе 20-30% да се смали јавната администрација. Сега на пример буџетот ако го земете, милиарда и 800 се за пензии и 850 милиона се за плати во јавниот сектор. Автоматски пола буџет отиде во непродуктивни, условно продуктивни се, живеат луѓето од тоа. Ама сакам да ви кажам, нема развојна компонента од буџетот. И самиот министер кажа кога беа донесувани законите дека 40% од администрацијата не работи доволно. Тука е сега политичка волја да се земе, да се види кој не работи и тој да биде отстранет. Тоа е веќе вистинска реформа. Синдикатите па предупредуваат дека во меѓувреме се вработуваат нови. Сега, ние знаеме во Македонија како се работи све, но добро имаме барем легално, правна основа и затоа Европа во тој дел не критикуваше за јавната реформата, зашто они очекуваат и вториот дел од реформата, она вистинската по мене реформа што е, да се функционална анализа и да се разграничат надлежности. Бидејќи имаме 1300 колку органи имаме, од тие најверојатно 100 и нешто се вишок органи кои што нема дуплирани надлежности имаат. Која е перцепцијата на Центарот за управување со промени кога станува збор за ова важно прашање јавната администрација? Дали во Македонија институциите не работат доволно добро затоа што нема кадар или пак нема кадар затоа што креаторите на политики свесно не сакаат да го донесат тој кадар и да ги зајакнат институциите? Има неколку аспекти за одговарање ова прашање. Прво, имаме константен одлив од администрација, значи тој кадар или по пат на иселување или од апсорбција во приватниот сектор. Не е лесно некој да го замените во секојдневното работење. Мислам дека од новиот сет на закони придобивка тука ќе има формирањето на Академија за стручно усовршување и обука на државните службеници, заради тоа што веќе ќе има некаква институционализирана едукација за државните службеници. Што значи тоа? Полесен начин на замена на кадрите кои што или по пат на пензија или по пат на одлив во приватен сектор си одат, за да не страда работата во институциите, до екипирање и до квалификација на веќе постојниот кадар со стручни компетенции кои што треба да ги стекнат, кои што се наметнати од модерното работење. Во тој дел секако се големи очекувањата во делот на дигитализацијата. Имаме доста надградени услуги во делот на услуги ГовМК, односно страна на Министерството за дигитална трансформација, онаму каде што ние ќе гледаме во иднина дали се мери задоволството на граѓаните од испораката на услугите, и тоа се неколку индикатори што треба да ни покажат каде ни кочи администрацијата, дали ни се доволно квалитетни услугите што ги добиваме, дали доволно брзо и ефикасно, да нема грешки какви што имаше во минатото, кои што на крајот завршуваат врз грбот на граѓанинот, да ги повторува постапките одново, да ги исправа документите кои што погрешно му се издадени и така натаму. Едноставно треба во константност да се работи, да работиме самите на себе, односно да работи администрацијата сама на себе. Центарот за управување со промени во моментов работи со ЕНА, францускиот еквивалент, значи за Академија за обука на стручно совршување на службеници, така што по нивниот пример би требало да се воспостават едукативните курикулуми, практичната настава и обуките кои што во иднина ќе ги добива преку таа институционална форма, слично на Академијата за суди и обвинители, значи ќе поминуваат стручна обука и државните службеници. Уште минута имаме до
крај, мораме да имаме кусо, бидејќи чувствувам доза на оптимизам во вашите одговори, дека еве конечно базата е донесена и дека ќе тргнеме напред за да се случи таа вистинска реформа и да Македонија добие конечно ефикасна јавна администрација. Колкав период треба да помине со оглед на тоа што академијата ќе почне да функционира во јануари 2027, се во овај процес низ кој треба да минеме од 130.000 вработени, треба веројатно и да се оптимизира тој број 5 до 10 години. За 5 до 10 години сега. Секаде реформите што се правеле, Словенија која ги правеше реформите, има општ консензус опозиција, позиција и синдикат, 5 години да не примаат нови, тие што си одеа, нови да не примаат, ги усогласија законите и еве ги се 30 години си работат и исти број администрација. Еве. Или може би до година да имаме уште една емисија на слична тема, каде што ние во меѓувреме ќе го измериме задоволството на граѓаните, па ќе дојдеме со компаративни податоци. Да, добре дојдени сте секогаш. Бојаджиевска, Давидковски, благодарам многу за гостувањето во. Благодариме за поканата. Да, институциите не се празни зборови на хартија, туку ниту закони и стратегии, туку луѓе, знаење, одговорности, резултати, а реформата не е прашање само на нова стратегија, туку на политичка волја и институционален интегритет. Ви благодарам, почитувани, за вниманието. Останете на Телма и имајте убав ден.